Украина формално поднесе барање за приклучување кон НАТО во септември, како одговор на прокламираната анексија на териториите што ги нападна Русија на истокот од земјата. Украинскиот председател Володимир Зеленски го повика НАТО да ја забрза апликацијата на неговата земја на самитот следната недела. Нам потребен на Вилнюскому самите дуже читки. На самитот во Вилнус ни треба многу конкретен, јасен сигнал дека Украина може да стане и има право да стане рамноправна членка на НАТО по војната. Барањето на Украина има поддршка од неколку членки на НАТО, вклучувајќи ги Велика Британија, Полска и Балтичките земји. Треба само да се создаде коридор, процедури, алгоритми. Како да се проложи ако војната е завршена или ако како што дозволуваат условите. Но некои сојузници во НАТО, особено Соединетите држави и Германија, се уште не го поддржаа брзото членство на Украина. Има прашања како, например, како членот 5 на НАТО за колективна самоодбрана би се применувал за земја во војна со Русија. Фабрис Потиер, поранешен директор на НАТО за планирање политика, вели: Можете да замислите договор каде што членот 5 ќе се применува само на неоспорната или слободна украинска територија, оние кои се под контрола на Киев, додека оние кои се уште се оспоруваат или со воени средства или политички дипломатски, ќе бидат оставени надвор од делокругот на членот 5. Така што мислам дека ова е пореално сценарио. Но токму затоа мислам дека аргументот е да се каже да го започнеме тој процес во Вилнус. Сојузниците на НАТО исто така ќе се обидат да се договорат за новото инвестициско ветување да потрошат најмалку 2% од својот годишен брутодомашен производ за одбрана, поради загриженоста дека некои членки не ја исполнуваат целта. Во меѓувреме, апликацијата на Шведска за влез во НАТО, поднесена заедно со Финска по руската инвазија на Украина, продолжува да биде блокирана од Турција, која го обвинува Стокхолм дека ги засолнува она што Анкара го гледа како курдски терористи. Сојузниците се надеваат на пробив на самитот. НАТО ја призна Кина како предизвик за нејзината безбедност и вредности за прв пат на самитот минатата година. Западните сојузници веројатно нема да го променат тој став, вели Потиер. Сепак, она што мислам дека ќе биде важно во Вилнус е средбата со шефови на држави кои не се членки на НАТО од Индо-Пацифичкиот регион: Јужна Кореја, Јапонија, Нов Зеланд, Австралија. Што мислам дека дополнително ќе сигнализира колку е ангажирана алијансата барем на политичко ниво со истомислениците во регионот. Сојузниците на НАТО исто така ќе се осврнат на новите итни закани, вклучувајќи ги климатските промени, сајбер и вселенските технологии.